Ова е, драги мои, рецепт за среќа во најчистата форма на оган во планина. Се што ви треба е малку љубов, малку храброст и добро, многу жар. Прва прас. Знаете оно што секогаш изгледа како да има премногу лични проблеми. Па, ставете го на оган, нека ги рече сите. Среќни, спечете го, а тој ќе се претвори во нешто супер вкусно. Сушеното месо ви е како стар добар пријател кој нема потреба да зборува. Само го јадеш и уживаш. А доматите, тие се готови да се распаднат за доброто на јадењето. Но никој ще признава дека се малку преоптеретени со слава. Додаваме пиперки. А ако сакате да се ослободите од негативната енергија, ставете и неколку лути, но не многу, да не испаде пекол место среќа рецепт. Па биено сирење. Печете го и гледајте како се топи, како вашите стравови кога ќе се соочите со среќата. Домашни колбаси. Ова е таа моментна среќа која го прави животот во планина неверојатно вкусен. А и не може да се представи животот во планина без добри зачинети колбаси. А кромидот пак е како најдобриот пријател што плаче, но секогаш има најдобар совет. Како ова пиво кој го зголемува ендорфинот. А сега најголемиот момент. Домашни јајца од фармата на Благојче. Затоа што без јајце е како да правите планински експедиција без вода. Тоа не е добро. Изматете ги и додајте ги во манџата. А тортилите се за бушкање. Зборуваме за меките, топли, подготвени да ја прегарна цела во ова селска кајга. Жаклина, љубовка моја, Жаклина. А ова, драги мои, е вашата порција среќа на начинија. Среќата не е нешто што се купува во продавница. Среќата е наоѓање на вистинскиот момент, на вистинскиот вкус и на вистинскиот жар. Ние сме професионалци, господ. Блазе мајка, што те родила. Не само рецепт, туку и рецепт за живот. До следниот пат оставајте жар во срцата, не само оган. Кој брои, само јадете.